Во организација на Сдруженијето Коло на српските сестри, денеска во фоајето на Центарот за култура се одржа централната манифестација на проектот Цветници, поддржан од општина Куманово. По 2 ученика од кумановските средни училишта се надпреваруваа во креативна изработка на икебани од свежо цвеќе. За најубава икебана е прогласен аранжманот на ученичка од гимназијата Гоце Делчев. Второто место му припадна на стручното училиште Перо Наков, а третото место го делат техничкото училиште Наце Буѓони и државното Киро Бурнас. Икебаните се продадоа, а средствата се наменети во хуманитарни цели. Сите останати учесници во проектот Цветници добија дипломи за учество. Нашето здружение втора година поред одбележува Цветна недела, така наречен проектот Цветници, за кој сме поддржани од општина Куманово, поточно од сектор за култура и спорт. Мислам дека е значаен овој проект, поготово што има опфатено деца од сите возрасти. Наиме, опфатени се деца од градинка, кои садат цвеќења во нивниот двор во една од градинките. Опфатени се деца од 8-годишни училишта или 9-летка, 7-8 оделенија, кои во петок плетат венчиња од брвово пруќе и цвеќе, и во сабота, на Лазарева сабота, тие венчиња ги делат на деца кои доаѓаат во црква. И тоа веќе помина, помина Лазарева сабота, во недела се Цветници, вчера, али бидејќи не се работи вчера, ние во понеделник го организираме овој настан. Овдека учествуваат деца од средни училишта, по 2 ученички од секое средно училиште, ќе се надпреваруваат во правење на икебани, аранжирање на икебани, и ова е од надпреварувачки карактер. Ние ќе доделиме 3-4 награди, зависно од тоа колку имаме и што ќе биде избрано од страна на комисијата. Може би некој ќе се праша зошто го одбележуваме овој празник. Сметаме дека ние христијани треба да се учиме на овој начин на нашата вера, на нашите обичаи, а овој обичај, Цветна недела, е по повод влегување на Исус Христос во Ерусалим и се празнува недела дена пред Великден, пред нас големиот празник. Би сакале следната година да биде уште помасовно, ова година сме задоволни, бидејќи од градинка ни доведоа децата, значи ги обавестиле родителите и тие дојдоа со децата. Имаме прекрасна логистичка поддршка од нивна страна и презадоволни сме. Веруваме и денеска дека ќе бидеме задоволни со тоа што посетители ќе купат икебани и тие средства ќе одат за помош на една породица или во хуманитарни цели, или некој дете, независно што тоа после ќе биде договорено. Цветници може би за мене и еден од најмалите празници, затоа што најавува доаѓање на пролет, доаѓање на една нова енергија и поврзана со будење на природата, со цветот. Вчера баш бев на село, на викендица и навистина она доживување кога се дел од природата е посебно. Благодарам Жижа што сите овие години вашето здружение работи на вакви убави теми кои го буди христијанството во нас, го почитува христијанските празници и се поврзани со раѓање на природата. Благодарам што сте инволвирале повеќе ученици од градинка, преку основни и преку средни училишта. Јас се надевам дека денеска ќе ги разгледаме, веќе сте ги наградиле икебаните, ќе ги разгледаме и ќе видиме што е уствари дел од креативноста, што прави оваа манифестација, да бидат споени децата со природата и со христијанството, со својата религија, со својата вера, но и креативноста да се буди кај нив. Благодарам што правите вакви убави манифестации, што аплицирате секогаш со прекрасни настани и благодарам затоа што на крај на денот најбитно е дружењето на учениците, а тоа го имаше при плетење на венчиња во Каледич и излегување во природа на децата кои ги бират тие цвеќиња. Имаме разни видови на проекти, еден од нив е Цветници, кој е
да не кажам страдалната недела, последната недела од Исус Христос, која е дел на воскресување на Исус Христос. Благодарам Живе што ни дозволи и што направи овој празник деца да го запознаат уште повеќе, и благодарам на сите основни средни училишта, градинки кои биле инволвирани. И благодарам на вас што сте направиле веќе прекрасни декорации. И благодарам што